Во текот на изминатите 36 месеци, во рамките на проектот Критинг, се оствари соработка со 17 локални граѓански организации од следните градови: Скопје, Тетово, Гостивар, Охрид, Битола, Прилеп, Гевгелија, Струмица, Штип, Велес, Делчево, Крива Паланка и Куманово. Проектите кои вклучија голема партиципативност и креативност на самите млади имаа силен одек како во нивните средини, така и значително внимание добија од онлайн публика. Тие беа спроведувани од страна на граѓанската организација Ганимед од Битола, граѓанската организација Медиум од Гостивар, Центарот за аудиовизуелни уметности од Крива Паланка и граѓанската организација Мултус од Гевгелија. Преку имплементација на проектните активности ги постигнавме планираните резултати. Ги подобрихме вештините на 12 професори од сите 4 средни училишта од Гостивар. Ги зајакнавме капацитетите на 40 млади за критичкото разбирање на медиумските содржини и ги информиравме граѓаните преку социјалните медиуми. Фативме дека учениците се желни за неформално образование и дека сакаат да излезат од училишните клуби и да научат нешто надвор од нив. Ако имаме можност, секако дека би го прошириле овој проект со тоа што ќе опфатиме и малку помлада популација, односно ќе опфатиме основци, значи некаде ученици од 6, 7, 8 и 9 одделение. Од искуствата и научените лекции би можела да го издвојам тоа што ни го покажа овој проект, што всушност е праветот во кој што ние треба да се движиме. И така и продолживме и понатаму со следните проекти, бидејќи се покажа дека постои неопходна и реална потреба од будење на свеста токму за ова прашање, посебно во овој регион. Од искуствата свативме дека многу добро сме го поставиле и првичниот концепт, дека на публиката ја веќе додевно она формална едукација и сериозен пристап во пренесувањето на неодредени знаења, и дека хуморот ни беше одличен избор со кој што допревме до поголема публика. Од научените искуства и лекции во однос на она што би смениле доколку би реализирале повторно еден ваков проект, тоа би било да планираме повеќе едукативни работилници кои би биле уште повеќе интерактивни и кои би можеле да го кажат мислењето на младите, тие да учествуваат во спроведување на акции, на интервјуа, на правење на вести, на правење на некои приказни, повеќе значи да покажат проактивност во нивните акции што се однесуваат и што се во интерес на младите, да не бидат само пасивни наблюдувачи, бидејќи сметам дека реализацијата на по една едукативна работилница за медиумска писменост и за интернет заштита беше премалку, особено за медиумската писменост, каде што практичното искуство и практичните задачи сметам дека се најважни за да се заинтересираат тие за медиумската писменост, а потоа да можат и да се градат како личности кои ќе учествуваат во создавање на медиумски проекти, што за нив би било навистина интересно и на тој начин би го граделе и критичкиот став спрема настаните и би имале свое собствено критичко мислење. Голем предизвик беше да научам нешто што не сум го досега научил и мислев дека знам многу работи, ама уствари јас сум ги не знаел тие работи. Супер сум што сум дел од тимот, од овој тим, многу нови работи научив за дезинформации, за лажни профили, за многу луѓе што тоа за нив не е точно и многу други работи. Еден од предизвиците беше дефинитивно да се пронајде тема на обработка. Таа тема, откако се пронајде таа тема, требаше да се истражува, па често се најдуваше на многу лажни вести и можам со сигурност да кажам дека пишување на текстот и менторството доведе до знаење како да разликуваме вистински од лажни вести.
Најинтересните моменти од овој проект секако дека беа снимањата на хумористичните видеа и целиот процес уште од поставувањето на сценариото па се до монтажата беше проследен со громогласни смеења на целата екипа, затоа што токму и тоа беше целта. Луѓе заебана е работа, јас не знам главта дек ме јес. А нормално дека и на крајот да го пренесеме истиот тој начин и ефект кај самата публика што ќе ги гледа. Уште два многу интересни моменти го проследи овој проект, а тоа беше работата со најголемите ентузијасти и најпрекрасните средношколци кои што го работеа филмот Вистината за Бади и секако самиот Бади, кучето кое што неговата природна питомост ни дозволи да ги снимаме сцените без никаков проблем. Па најинтересен момент при спроведувањето на проектот секако беа работилниците каде што младите учествуваа во создавање на тоа како се креира вест, како се прави приказ на отклучни зборови, има задача да направат приказна за заштита на сајбер насилство. И покрај тоа што навистина нема искуство и што, како што кажав и претходно, не знаат да разликуваат новинарски жанрови, не знаат како се пишува информација, сепак се покажа нивната креативност и може да се каже дека на младите само им е потребно некој да биде до нив, некој да ги потикне, да ги мотивира и да ги подучи за да станат навистина медиумски писмени. Имаше многу интересни моменти. Кога се работи со млади луѓе, секогаш има и шеги, позитивна атмосфера и така натаму, меѓутоа сметам дека снимањето на 7 видеа, едукативни видеа, во кои што главни протагонисти беа нашите средношколци, беа најинтересното нешто. Се снимаше во сурови услови на битолска зима. Времето беше исклучително ладно, меѓутоа атмосферата беше интересна, учениците беа креативни, беа отворени за соработка. А исто така интересен беше и моментот на панел дискусијата, која што ја реализиравме во Центарот за култура во Битола. Најинтересното искуство беше да се соработува со млади, да се мотивираат за учество во процесот на изработка на МИП текстови, како и да им се овозможи посета во редакцијата на телевизија Глоби. Средбата со вистински новинари, каде можеа да ја проследат целата постапка на монтирање, режирање и да се информираат за постапката на снимање и еметување вести. Најинтересен дел во изведувањето на проектот беше дефинитивно како да научиме и да препознаваме лажни вести од оние кои содржат релевантни информации. Тоа ми беше темата на обработување и пишување, читај внимателно, анализирај паметно, затоа што сметам дека лажни вести кружат околу нас повеќе отколку што има воздух, па мислам дека е критично и клучно да знаеме како да препознаваме лажни од вистините вести. Па се беше интересно, искрен да бидам, но особено задоволен сум од едукаторите што тие се објаснија како тоа треба да биде, како доаѓа тие дезинформации, зошто ги прават тие дезинформации и така натаму. Критичкото мислење не е важно само за младите, туку е важно за секој граѓани кој е припадник и на повозрастните групи граѓани, затоа што, како што кажав, лажни вести кружат околу нас многу често и она што јас би го сватил како нешто саркастично или сатирично, некој може да го свати сериозно, што може да доведе до сериозни последици. Па, секој млад човек треба да има свој поглед на животот. Не знам како ви кажал, дали да ја планира иднината, дали да гледа во иднината, не знам ни јас што да кажам. Тој треба да има свое мислење, прво да види, да размисли што како ќе биде и потоа да оди на тој чекор. Сметам дека секоја личност треба да има став, треба да го каже јасно своето мислење, треба да има слобода на изразување, не треба да се срами, не треба да биде демотивиран, дека може би ќе биде исмејан од своите соученици или од заедницата или од било кој друг за тоа што го кажува. Важно е затоа што влијае како би на крај донеле правилни одлуки во однос на некоја тема, да не дозволиме да се манипулира со нас,
преку медиумите, на крајот на криштата да не дозволиме да не влечат за нос со лажни вести, манипулативни вести. Критичкото размислување е од круцијална важност за младите луѓе денес, како и за секој жив човек на оваа планета, посебно оние што користиме интернет, затоа што секојдневно сме бомбардирани со милиарди информации, кои што веќе реално немуваме капацитет да ги процесираме. Пласирањето на информациите во оваа динамично живење, за жал, не представува непосредно известување на вистински случувања. Туку често е таа примарна медиумска пропаганда која ги спречува аналитичкото и критичкото размислување на младите. Важно е тие да бидат медиумски писмени, а со тоа ќе можат да го спречат можноста од манипулација, како и доведување до погрешни суди. Нашите планови за понатамошното медиумско образование се насочени кон средношколците, бидејќи мислиме дека тие се една зрела група, која што може да даде многу на полето на развојот на медиумското образование во својата заедница и да ја изрази својата креативност, а пред се да ја примени и во наставната програма. Анализите на терен укажуваат дека се соочуваме со ситуацијата на широко распространета медиумска неписменост, особено во руралните средини, изразена е меѓу младите и маргинализираните групи, каде што стапката на неписменост е далеку повисока за разлика од градските подрачја. Тоа така да фокусот на следните активности и планови кои ни се точно насочени кон руралните средини. Да, плановите секако дека ги имаме. Сметаме дека медиумската писменост и критичкото размислување се важни и дека треба конечно да заземат малку повеќе простор во формалното образование во македонските училишта. Планови за воиднина на тема медиумска писменост секако дека имаме, затоа што тоа е правецот кој што го задржавме и во овој правец исклучиво работиме. По спроведувањето на проектот Сите вистини на Веста, спроведовме уште еден проект кој што беше за дигитална писменост на тинејџери и кој што го спроведувавме преку TikTok со тамошните инфлуенсери и беше исклучиво успешен проект кој што имаше за цел да ја разбуди свеста и да ги предупреди тинејџерите да внимаваат на социјалните медиуми и да го зголемат своето внимание од фишинг, измами и така натаму.